Јас сакам да и се заблагодарам на женава која што го носи истото име и презиме како мене и тоа што денес беше љубезна да ме прими во незиниот дом. Значи, јас сум Даниела Рангелова и мојата лична карта е ова, таа исто се вика Даниела Рангелова и тоа е незината лична карта и адресата во која што се води во Брвеница. Сакам да кажам дека она што СДСМ сега го прави, се покажува нивниот очај од поразот кој што ќе следува на 5 јуни, односно поразот кој што ќе го доживее на изборите. Денесот заради тоа ги вклучи во погон сите фабриката за лаги и манипулации предводена од Фокус. Денес од страна на Фокус беше кажана една ноторна лага и конструкција дека јас како Даниела Рангелова имам две адреси, една во центар и друга адреса во Брвеница, која што јас не ја ни знаев и на која што се водат 120 измислени гласачи. Ова е разобличувањето на нивната лага и невистина, бидејќи ова е Даниела Рангелова, лицето кое што се води на улица во Брвеница, единствената манипулација која што е направена во врска со нези и злоупотреба од страна на соросовите медиуми е дека таа има исто име и презиме како мене. Втора лага е тоа што измислено дека овде има 120 измислени гласачи, уште една лага која што и СДСМ е премолчува, бидејќи ако го познаваат теренот и ако одеа на терен, ќе знае дека во Брвеница нема систем на адреси и улици, туку сите жители се водат на една иста адреса и затоа е со нула. И тие 120 гласачи не се на ова улица, туку во целото село. Но знаеме се да само слабо одат на терен, ќе се видат со 10-20 луѓе и мислат дека тука е завршиле работата. Сакам да им порачам дека со вакви манипулации не се добива на избори. Она што затоа ќе побарам и од Фокус и сите оние портали кои што ја пренесува ова информација јавно да се извинат и на мене и на мојата политичка партија и да не злоупотребуваат невини лица. Ја повикувам Државната изборна комисија и МВР кои што се најдиректно одговорни за избирачкиот процес, вклучувајќи го и прочистувањето на избирачкиот список, што побрзо да го прочистат избирачкиот список и побрзо да му порачаат на СДСМ дека на 5 јуни мора да се одржат избори и дека со вакви груби измислици и манипулации не се победува на избори. Разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ не е 10, не е 100 гласа, туку е 200.000 гласа. И ако се служат со вакви злоупотреби, само разликата ќе се зголемува во корист на ВМРО ДПМН.